Добар ден, ученици! Добре дојдовте во Е-училница. Јас сум наставник Марија Богатиновска и денеска ќе ви одржам час по македонски јазик. Ќе учиме да пишуваме лев и десен полукруг и круг. Денешниот час се вика во град. На овој час ќе ја вежбаме графомоториката, тоест пишувањето, а ќе пишуваме, како што веќе ви спомнав, лев и десен полукруг и круг, и ќе се оспособуваме за правилно и естетски да ги цртаме елементите на буквите. Ќе те замолам да го подготвиш учебникот по македонски јазик, тетратката по македонски јазик со тесни и широки редови и училишниот прибор. Доколку си подготвен, да започнеме. На овие фотографии се представени делови од градови. Градовите се места каде што има многу објекти, многу сообраќајни средства, автобуси, автомобили, мопеди, велосипеди, камиони, ама има и многу пешаци. Во градовите има многу улици по кои што се движиме, крстосници и сообраќајни знаци, но секако има и зеленило, има дрвја. Доколку малку подобро ги погледнеме сликите, ќе забележиме дека се што е нацртано на нив е нацртано со различни видови линии. На претходните часови учевме за прави исправени, прави легнати. Учевме и за коси линии, коси налево и коси надесно. На овој час ќе учиме за линии што не се прави, не се коси, туку се кружни или полукружни, тоест криви линии. Ајде да ги споредиме овие две слики од село и град. На оваа слика, како што можеме да воочиме, преовладуваат правите линии. Ги има и прави исправени, и прави легнати, и коси линии и на лево и на десно. Значи, еве ги косите, еве ги правите исправени, еве ги правите легнати. Меѓутоа, на оваа слика, каде што имаме дел од град, ги има сите видови на прави линии што ги имаше и на оваа претходната слика, но има и криви. И тоа криви отворени, полукружни, криви затворени и кружни линии. Ајде да видиме со каква линија се нацртани овие сообраќајни знаци. Така, тоа е, значи, круг, кружна линија. Овде имаме отворена крива линија. Овде имаме полукружна линија. Овде имаме неправилно затворена крива линија и уште многу други што се наоѓаат на дрвјата, тркалата на автомобилите исто така со кружни линии, кои што ги користиме за да го представиме овој цртаж. Ајде да бараме отворени и затворени криви, полукружни и кружни линии на овие слики. Застани го видеото, разгледај добро и откри кои од овие линии се полукружни или кружни линии. Ајде да видиме. Така е, тркалата на велосипедите, на мопедот, на камионот се затворени или кружни линии. Овие свиоци и овие на крстосницата се полукружни линии. Светлата на семафорот се во форма на круг или ќе кажеме дека се кружни линии. На оваа фотографија се дадени полукружни дрвца, така се представени, нацртани со полукружни форми. Исто така оваа крстосница и тротоарите ни личат на свиткана линија или полукружна линија. Понатаму, облаците се со неправилна крива линија и така натаму. Денес ќе учиме да пишуваме лев полукруг, десен полукруг и круг.
Еве како изгледаат тие. Левиот полукруг, десниот полукруг и кругот. Но, не треба било како да ги пишуваме. Туку треба да научиме да ги пишуваме правилно. Ова е дел од учебникот кој што вие сега, заедно со мене, треба да го потполните. Ова е лев полукруг, затоа што стомачето му е на левата страна. Ова е десен полукруг, затоа што испакнатата страна или стомачето е на десната страна. Ако го овие две ќе ги споиме, ќе добиеме што? Круг. Така е. Да напоменам дека ќе почнуваш со пишувањето или цртањето од озгора кон надолу. Овие се два примери. Овие испрекинати линии ќе ги нацрташ за да ги направиш како полна линија и понатаму ќе продолжиш во учебникот да го исполниш редот до крај. Откако ќе го завршиш левиот полукруг, ќе го завршиш и десниот полукруг. Значи ќе ги црташ полукругчињата да бидат слични едни на други или еднакви едни на други и со приближно еднакво растојание. Кругот ќе го пишуваш почнувајќи од горниот ред и ќе го свртиш за да завршиш пак во истата точка од каде што си почнал. Од една точка почнуваме, вртиме круг и завршуваме до другата точка. Понатаму го исполнуваме редот до крај. Веќе кажавме дека правилното пишување на сите видови линии е многу важно затоа што тие се елементи на буквите. И треба да внимаваме на естетиката при пишувањето. Ако пишуваме надвор од редовите, ако пишуваме едни поголеми, едни помали, па едни со подебели линии, едни со потенки линии, тогаш тоа што сме го напишале нема да биде убаво и ќе кажеме дека не е естетски. И не заборавај, ова е многу важно. Секогаш ќе почнуваш од озгора кон надолу да пишуваш, затоа што јас сум забележала дека има ученици што пишуваат обратно. Внимавајте како ќе се научите на почетокот. Сега ќе ја земеш твојата тетрадка по македонски јазик и ќе почнеме да пишуваме лев полукруг. Ова ти е првиот ред, вториот ред, третиот ред. Во првиот ред пишуваме, значи од горната, во овој случај кај мене е зелена линија, до долната зелена линија, а кај вас во тетратките немате значи различни бои, ќе внимавате по широчината да ги разликувате редовите. Лев полукруг, уште еден и се така до крајот на редот со еднакво растојание помеѓу нив. Сега пишуваме мал лев полукруг. Значи само во тесниот ред и го исполнуваме до крајот на во тетратката. Понатаму пишуваме едно големо и едно мало. Едно големо, едно мало полукругче и го исполнуваме редот до крај, запазувајќи го растојанието и големината и формата на сите полукругчиња. Четвртиот, петиот и шестиот ред ќе бидат предвидени за десен полукруг. Исто. Значи, прво пишуваме еден ред со големи, еден ред со мали полукругчиња, свртени значи кон десно, мешето е на десната страна, и шестиот ред ќе биде едно големо, едно мало, големо, мало, и така ќе го исполниш редот до крај. Седмиот, осмиот и деветиот ред ќе бидат за пишување на круг. Во седмиот ред пишуваме само големи кругови, во осмиот ред пишуваме мали кругови
запазувајќи го растојанието, и во 9-тиот ред пишуваме големо, мало крупче и се така до крајот на редот. А сега да размислиме во кои големи печатни букви ги има линиите што денес ги учевме, значи полукруг, налево и надесно и круг. Ајде да започнеме од А. Дали во буквата А ги има линиите што ги учевме денес? Така е, нема. Во Б? Во право си, еве ја Б на таблата. В? Така, има дури две полукрупчиња. Еве да ја запишеме на таблата. Буквата Г, Д, Ѓ, Е, Ж, З. Така е, има две полукрупчиња и тоа свртени кон десната страна. Д, така, едно налево, едно надесно. И, Ј, К, Л, Љ. Одлично. Го пронајде крупчето на буквата Љ, тоест полукрупчето. М, Н, Њ. Одлично. Ајде и Њ да ја запишеме на таблата. О, личи многу на она што го учевме денес, значи на крупче личи. П, Р. Така е. И Р ќе ја запишеме на таблата. С. Ни личи на лев полукруг. Т, Қ, У, Ф. И буквата Ф ќе ја запишеме на таблата. Х, Ц, Ч, Дж, Ш. Во овие букви нема ниту полукруг, ниту круг. И сега е ред да ја завршиш твојата задача. Откако ќе ги напишеш сите три видови на линии, отворена надесно, отворена налево и затворена линија, во еден ред ќе ги напишеш и големите печатни букви во кои што ги има овие линии. Ти благодарам на вниманието.